Негативни се 150 наоди земени во операционите сали од деленијата во Прилепската општа болница. По смртта на 52 годишната прилепчанка која што таму правела киретажа, а наредниот ден појавувањето на компликации е препратена на клиниките во Скопје каде починува. По овие негативни резултати за болничка инфекција, но со корекција на одредени состојби, добиени од Институтот за јавно здравје, Комисијата за интрахоспитални инфекции во Прилеп донесе одлука со која што се отвораат сите операциони сали од утре, со почитување на принципите на сепса, дезинфекција и стерилизација. Предходно и од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, по направениот вонреден инспекцијски надзор, истакнаа преку соопштение дека било издадено решение со кое се задолжува болницата да врши бактериолошки мониторинг во одделите со висок ризик наместо квартално секој месец, како и да се назначи од страна на директорот овластен лекар за координација на работата на комисијата, да се следи состојбата со интрахоспиталните инфекции, контрола на спроведување на мерките од програмата за интрахоспитални инфекции, како и следење на резистенција на одредени причинители на заразни болести. Од јавното обвинителство во Прилеп истакнаа дека кај нив останува отворен предметот под опрен глас за сомнителната смрт на 3 лица, кои што се лечеле во Прилепската болница. Потврдија и тоа дека се уште немале добиено никаква документација од болницата, а единствен документ кој што го добиле било одредено известување од Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Се уште немало резултати ниту од обдукцијата на починатата 52 годишна прилепчанка, кои треба да покажат од што точно починала таа.